Добар ден. Председателката на Уставниот суд Елена Гошева има конфликт на интереси и токму затоа мора да си поднесе неотповиклива оставка од својата функција. Директната партиска поврзаност на фамилијата Гошеви со ВМРО ДПМН е клучен аргумент дека Елена Гошева не може да одлучува објективно, непристрасно и согласно законот кога станува збор за изборните криминали на ВМРО ДПМН. Ќерката на Елена Гошева, Слободанка, е директорка за регулатива и големопродажба во Телеком. Таму главен извршен директор е Жарко Луковски, кумашин на Сашо Мијалков. Подсетуваме дека Слободанка Гиевска, односно Гошева, била подпредседателка на подмладокот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Сопругот на Слободанка, Игор Гиевски, е поранешен председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, а сега е член на управниот одбор на ЕВН, именуван токму од владата. Незиниот татко, односно сопругот на Елена Гошева, Ѓорги Гошев, бил поранешен директор на студентскиот центар, назначен од ВМРО ДПМН. Да имаше Елена Гошева морален, личен и професионален интегритет, сама ќе поднесеше оставка. Срамната одлука на Уставниот суд не може и нема да го заштити Никола Груевски и неговите соработници од изборниот криминал. Интерес на сите граѓани, интерес на Република Македонија е правда и владење на правото. Во Македонија мора и ќе има слободни, фер и демократски избори со прочистен избирачки список и реформи за медиумски слободи. Секој што ќе го прекрши законот мора да одговара. Благодарам, повелете прашање. Секогаш. Што се случува во Струмица? Точни ли се информациите дека обвинителството за организиран криминал влегло во општината, земало компјутери и исто така се повикани членови на СДСМ во обвинителството? Денешниот обид на партиските обвинителско-судски структури во Република Македонија не се ништо друго, туку неуспешен обид на Никола Груевски да избега од сопствениот изборен криминал и изборниот криминал на неговите соработници. На Никола Груевски му е јасно дека паѓа од власт на следните избори. Тоа ќе му го испорачаат токму граѓаните на Република Македонија на следните избори кои што мора да бидат слободни, фер и демократски. Не ми одговоривте на прашањето, сепак обвинителството влегло ли за колку членови на СДСМ се работи да се повикани, што е побарано од нив? Каква и да е оваа акција и што во себе содржи како содржина, што во себе содржи како бројка, не е ништо друго туку обид да се измести темата од фактичкиот изборен криминал на ВМРО ДПМН. Токму затоа ова го спроведуваат партиските структури во обвинителството и судството.